ги гледам исто така како се однесуваат и по прашањето на еден од најгорливите проблеми на нас, македонците, а тоа е прашањето што нашиот јужен сосед го отвори пред 20 на години, оспорувајќи го нашето уставно име. Како со леснотија во минатиот период се расфрваа со разни имиња и како со леснотија говорат против нас дека ние сме биле виновни што не се решило името и дека ние сме биле виновни заради тоа нерешавање што не сме влегле во НАТО и во Европската Унија, иако ги исполнивме сите услови, сите стандарди. И при тоа забораваат дека и НАТО и Европската Унија во своите извештаи јасно кажаа дека единствената причина зошто Македонија не е внатре е затоа што сме блокирани од една земја членка. Забораваат и ги гледам деновиве говорат дека не бил проблем само името за НАТО, туку имало и многу други проблеми. Го гледам Стево Заев и Шекеринска и си викам, тие ли се ова Венизелос ли зборил дека? Исто како да го слушам Венизелос да ни се обратил во универзална сала, а не кандидат за председател на Република Македонија. Такви работи само грците зборуваат. Тоа е идентично со она што го кажа Венизелос пред еден месец во Брисел. И е идентично со она што го зборуваат сите грчки дипломати на секаде низ светот каде што ќе стигнат. И јас не верувам дека ова е случајно. Не знам како вие верувате. Но не можам да кажам дека е случајно да истото што го говори Венизелос го говори и оваа група на нови ликови, нели, во македонската политика. Почитувани пријатели, во оваа пригода уште еднаш сакам да истакнам дека пред нас имаме човек од една политичка гарнитура ВМРО-ДПМНЕ, заедно со коалицијата за подобра Македонија, која во овој период, заедно со него, покажа дека знае да држи до зборот, дека знае да вети и да си го одржи ветувањето.